Струмица се организира против рудникот во Иловица. Иницијативата на новоформираното Сдружение на граѓани од Гевгелија и Валандово се прошири низ југоистокот. Активистите на Сдружението Спас за Струмица синоќа ја презентираа својата идеја и побараа од 4 општини во Струмичко заеднички да го третираат проблемот со отварањето на овој рудник и да распишат референдум. И станува збор за невладина еколошка организација која сака да иницира запирање на градењето и отварањето на рудници кои произведуваат тешки метали со нечисти технологии во регионот на Струмица. Основа за да се сомневаме дека тој рудник ќе користи технологии или ќе произведува нешто кое во секој случај е компрометирачко, е рационално да се разбере ако сме сите кои сега го слушат сосема на чисто дека сме неинформирани. Како во најголемата инвестиција во регионот Струмица кој се прави од Првата светска војна наам во областа на рударството, владее медиумски мрак. Никој не зборува за каков рудник станува збор, што ќе експлоатира тој рудник, со каква технологија ќе се служи, а сознанието кои ние дојдовме се страшни. Имено станува збор за рудник кој во своите технолошки процес ќе користи цијанит. Цијанит е најголемиот отров, колку што ние знаеме, а пак ќе кажам, владее медиумски мрак, граѓаните ние сме тотално неинформирани за каков цијанит станува збор, на кој начин ќе се експлоатира тој цијанит, каде ќе оди тој цијанит после експлоатацијата, што со животната средина, тие планираат сечење на шума, пренасочување на 2 реки во тој нивен проект за градење на рудник во Струмица. Планираат бушење на бунари со длабочина 250 метри. Планираат градење на канал од браната Турја до рудникот Иловица и поставаме елементарно прашање. Ако тие следните 30 години експлоатираат руда во Иловица, а користат вода од браната Турја, која е патем градена со, колку што мене ми е познато, со средства од сите граѓани на Струмица, значи ли тоа дека утре, после 5, 10, 15, 20, 30 години оваа мокна корпорација ќе користи водата за пиење, граѓаните ќе останат без вода за пиење? На сите ние на овие прашања немаме никакви одговори. Никој не намери да ги даде. Ниту компанијата, ниту што е уште пострашно надлежните институции на оваа држава. Владата, надлежните министерства, заштита на човечки, на животна средина и така натаму и така. Референдум за рудниците за злато утре ќе се одржи и во Гевгелија. На референдум да се изјаснат за отварањето на рудникот во Казандол побараа и валандовчани, а синоќа и граѓаните на Струмица за рудникот во Иловица.